Јас сум доктор Ивана Панговска и од моето досегашно искуство можам да кажам дека многу бројните производи за нега на кожата, различните совети како и чекори во рутинската нега на истата може да ви делуваат збунувачки. Па затоа ќе ви помогнам и во следните неколку чекори ќе ви ги кажам правилните насоки во нега на кожата. Основната рутина во негата на кожата треба да опфати чистење, хидратација и фотопротекција. Наутро измитеа кожата со препарати кои што се во вид на гел, пена или мицеларна вода, согласно типот на кожата, а навечер користете двојно чистење, односно на база на маслен отстранувач, а потоа на воден отстранувач како би се исчистиле сите нечистотии. Отстранувањето на мртвите епидермални клетки од кожата треба да се спроведува најмалку 2 пати месечно во вид на хемиски, ензимски и механички пилинзи, во зависност како од типот на кожата, состојбата на кожата, но и годишното време во кое се практикуваат. Повремено може да се употребуваат и маски, чија што цел е во нега и хидратација на кожата, како и нејзино опуштање. Во зависност од тоа дали кожата е дехидрирана, сува, склона кон акни, хиперпигментации, во нејзината употреба се користат различни серуми, ампули, маски. Соодветен антириц за кожата околу очите е пожелен, додека фотопротективните препарати се задолжителен и неизоставен дел од рутинската нега на кожата. Суштината е во правилниот избор на производи, начинот на нанесување на истите и редоследот на нанесување на производите, а тоа е од поретка кон погуста конзистенција. Производите се нанесуваат со фини, нежни движења и утапкување без употреба на притисок и триење. Маслениот отстранувач е производ за нега на кожата на база на масло, кој што добро чисти нечистотија, шминка, отстранува вишок на себум и SPF фактор. Се препорачува негова употреба како дел од рутинската вечерна нега на кожата. Водениот отстранувач е производ пак за нега на кожата на водена основа, кој што добро ги чисти честичките од смок, пот, прашина, како и нечистотиите останати од првото чистење, односно од маслениот отстранувач. Се користат производи во вид на гел, пена или мицеларни води. Користиме хемиски или ензимски пилинзи, а додека во летниот период препорачливо е употребата на механичките пилинзи, кои во суштина ги отстрануваат површинските епидермални клетки и помагаа за подобра продорност и искористивост на активните супстанции од производите за нега на кожа. Тониците се производи за нега на кожата кои што ја хидрираат истата, учествуваат во балансирање на нејзината pH, како и полесно впивање на останатите активни супстанции од другите производи за нега на кожата. Разликуваме различни типови на тоници кои што ја смируваат иритираната кожа, тоници за хидратизација, тоници кои што го изедначуваат тенот, меѓу другото и тоници како анти-ейдж ефект. Серумите, ампулите, маските се исто така производи за нега на кожата кои што содржат висока концентрација на активни супстанции. Употребени се со цел решавање на одреден дерматолошки проблем, како бори, проширени пори, хиперпигментации и ослабен тонус на кожата. При тоа серумите се употребуваат секојдневно, додека ампулите и маските еднаш до 2 пати неделно. Маслата се природни препарати кои што содржат природни состојки како антиоксиданси, омега киселини кои што ја негуваат, подхрануваат и хидратизираат кожата. Како такви се вбројуваат маслиновото масло, бадемовото, аргановото, кокосовото масло, маслото од јојоба, дива роза и лаванда. Кремите за дневна и ноќна нега се завршница во рутинската нега на лицето и се со најгуста конзистенција. Кога зборуваме за комплетна нега на кожата, мора да ја напоменеме и негата на кожата во пределот околу очите.
Тука таа е потенка, подложна на побрза манифестација на бори и побрзо старење. Во раните 20 години акцентот е ставен во превенција на старењето на кожата, при што се употребуваат антирид креми кои се хидратантни и во себе содржат антиоксиданси. Во прв ред тоа се витамините А, С и Е, при што употребата на витамините С и Е се нагласува како дел од утренската нега, додека пак витаминот А се применува во вечерната нега поради својата фотосензитивност. Со појавата на првите тенки линии бори се воведуваат примена на анти-ејдж супстанци, додека појавата на темни и отечени перничиња вклучува употреба на препарати кои што содржат билни екстракти. Во прв ред се нагласува употребата на зелениот чај кој што содржи кофеин, кој ги стеснува крвните садови, помага во елиминирањето на водата, светлувањето на кожата, како и неутрализирање на слободните радикали настанати во прв ред од аерозагадувањето и штетните UV зраци. Исто така, важно е да се напомена дека промената на годишните времиња има влијание на кожата, па така негата на кожата треба да биде согласно временските услови. Високите температури во лето придонесуваат за поголема перспирација, односно потење како и излачување на себум од себацеалните лојни жлезди, кое што пак има влијание во проширување на порите, појава на метисерии и акни. Во прв ред и UV зрачењето е потенцирано. Па така, редовната нега на кожата во летниот период опфаќа чистење, хидратација и фотопротекција. Се употребуваат лесни хидратирачки креми со заштитен фактор, а ова е идеално време за употреба на тоници, серуми, ампули и лесни хидратирачки маски. Во зима кожата е изложена на студ, ветер, промени на влажноста на воздухот, губи повеќе вода отколку вообичаено, па затоа рутинската нега во зимскиот период применува употреба на билни, масла, ретинол, хиалуронска киселина, како и фотопротективни препарати, кои што се исто така неизоставен дел од зимската нега на лицето. Може би ви изгледа дека негата на кожата е нешто кое што е многу комплексно и изискува посебно внимание, но внимавајте, сите овие чекори не треба да бидат дел од секојдневната рутина во нега на кожата. Доколку сте доследни на негата на кожата и ги следите моите совети, кожата секако ќе ви биде благодарна.